Неделничко издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Недоволен интерес покажа граѓаните за кои беа утврдени спорни податоци на избирачкиот список да се пријават во Државната изборна комисија. До крајот на рокот, што беше до изминатиот викенд, одзивот беше минимален, а во Кочани се пријавиле само 31 лице. Државната изборна комисија ги објави официјалните податоци за бројот на граѓаните кои до крајот на предвидениот рок се пријавиле за проверка на нивните лични податоци во избирачкиот список. Заклучно со последниот ден на почетокот од викендот, до комисијата пријави поднеле вкупно 8922 граѓани, чии што записи во избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки беа спорни, односно имало несовпаѓање на податоците. Од нив 3620 се пријавиле во подрачните одделенија и канцеларии и дополнителните канцеларии на Државната изборна комисија, додека 5320 за пријавување ја искористиле веб апликацијата на интернет страницата на Државната изборна комисија. Од утврдените 101 граѓанин од Кочани, за кои се покажало дека има несоодветни податоци, до крајот на рокот се пријавиле само 31, а во Виница, каде беа регистрирани 23 лица, се пријавиле 10. Во Чешиново Облешево се пријавиле и двете регистрирани лица, а во Зрновци, каде исто така беа забележени имињата на двајца граѓани за кои имало несоодветни податоци во избирачкиот список, немало никаков одзив. Заклучок е дека пријавувањето на граѓаните беше далеку под очекувањата, со оглед што одзивот на ниво на држава е нешто повеќе од 22%. Во цела Македонија Државната изборна комисија утврди дека има над 39.500 лица за кои постојат спорни записи во избирачкиот список, а за кои беше оставен термин до 19 август да се пријават за проверка на податоците. Сепак комисијата одлучила да го продолжи рокот за уште 15 дена за пријавување на спорните гласачи, а потоа да направи дополнителни контроли и лично да контактира со овие граѓани. Оние кои не се пријавиле во предвидениот рок нема да бидат запишани во избирачкиот список, но ќе добијат можност тоа да го направат за време на јавниот увид на списокот пред парламентарните избори. По промените на власта ќе следуваат значајни инвестиции во инфраструктурни проекти, рече потпредседателот на СДСМ Александар Кирацовски во изјавата за медиумите во Кочани. Во изминатиот период заедно ја разобличивме криминалната власт на Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ и докажавме дека крадели и корумпирале избори, што се потврди со илјадниците фантоми во избирачкиот список, рече потпредседателот на СДСМ Александар Кирацовски на својата пресконференција во Кочани. Заедно го делегитимиравме работењето на ова гарнитура политичари кои наместо на суштински приоритети, парите на граѓаните ги потрошија на споменици, фасади и панорамски тркала, додека граѓаните страдаат од сиромаштија и безработица, до погубни поплави кои однесоа и човечки жртви, само поради некадарноста и неодговорноста на власта. Кирацовски зборуваше за визијата на СДСМ како партија и за тоа што се планира во иднина за подобро утре на граѓаните. За скоро доаѓа нова власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која за приоритет ќе ги има реалните животни потреби на граѓаните. Планирани се инвестиции од 10 милиони евра годишно само за системи за наводнување и одводнување и 3 милиарди евра во патна инфраструктура за 10 години. Во поважните делници во нашиот план за развој на патиштата спаѓаат и делницата Штип-Кочани, делницата Кочани-Виница-Делчево, како и реконструкција на патот Македонска каменица-Кочани. Ќе извршиме реконструкција на левиот канал за водоснабдување на атарот на општина Зрновци. Ќе гасифицираме општина Кочани, а со природен газ ќе оспособиме и слободната индустријска зона. Ќе обезбедат 22 милиони евра за мерки за вработување, а младите ќе добијат реална шанса да отворат собствен бизнис и да останат во својата родна земја. Ќе обезбедат и од 20 до 50 милиони евра годишно за поддршка на бизнис секторот, наместо досегашните 200.000 евра годишно, и ќе се направи од Македонија поубаво место за живење, заврши во својата изјава Кирацовски. Официјалната забрана за движење низ шумите како превентива од пожари престана да важи, а палењето оган на отворено продолжува.
Пожарникарите и понатаму се на терен за интервенции за гаснење запалена сува трева и нискостеблеста шума, за чие палење виновен е човечкиот фактор. На крајот од минатата недела престана да важи забраната за движење низ шумите и шумските појаси, што беше воведена на 6 јули како превентивна мерка за заштита од пожари. Во јавното претпријатие Македонски шуми оцениле дека засега нема потреба од продолжување на забраната, но го задржуваат законското право доколку се процени од има потреба таа да биде дополнително воведена, за што би ја информирале јавноста. Сепак, укинувањето на забраната не го намали бројот на интервенции на пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Кочани, кои и во изминатите денови од викендот имаа полни раце работа. Вообичаено се гасеше оган на отворен простор, каде најчесто е зафатена нискостеблеста шума, а во еден случај имаше и интервенција на запален шумски појас во атарот на селото Пресека. Инаку, ограничувањето за движење во шумите важеше за периодот од 7 часот наутро до 17 попладне, а по тој термин беше дозволен престој во шумски подрачја заради одмор и рекреација на сопствена одговорност. Ограничувањето не важеше за организирани тури туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена, како и на националните паркови. Заедно со укинувањето на забраната за движење низ шума заврши и забраната за палење стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата, што исто така беше воведена на 6 јули. Сепак, токму подпалувањето на страништата и остатоци од сува трева по завршувањето на жетвата на житата е главната причина за настанување на пожарите. Поради тоа, неразбирлива е одлуката за укинување на забраната за нивно палење, со оглед што и понатаму на подрачјето има високи дневни температури, што имаат дополнително влијание врз отежнатото локализирање и гасење на евентуалните пожари на отворен простор. Од денеска, 22 август, во Крива Паланка стартува организирањето на отворените забавни фудбалски школи. Истите се организираат во 12 градови во Македонија, меѓу кои и годинава не се најде Кочани. Останува отворено прашањето кој и зошто придонесе Кочани по долги години традиција на организирање на вакви школи, втора година да го нема меѓу учесниците. Open Fun фудбалската школа и годинава го одмина Кочани. Истата се организира во 12 градови од државата, а започнува денеска во Крива Паланка. Останува отворено прашањето кој и зошто придонесе Кочани по повеќе од 10 години традиција на организирање на вакви школи, втора година да го нема меѓу учесниците. Зошто им е скратено правото на најмладите од градот и населените места да бидат дел од Open Fun фудбалската школа. Во Македонија во периодот од 2000 година до денес се организирани вкупно 253 школи и се опфатени речиси сите општини од Македонија. На школите земале учество повеќе од 50.000 момчиња и девојчиња од нашата земја, водени од повеќе од 2300 лидери и тренери, едуцирани на регионални семинари. Она што е важно е аспектот на играта, задоволството кое произлегува од играњето, а не резултатот и подобрувањето на нивото на вештините. Многобројните вежби и игри се димензионирани така што овозможуваат повеќекратно доживување на мали успеси кај секој од учесниците. Во тек на неделата децата живеат низ фудбал, концентрирајќи се и внесувајќи се во играта во целост. Во општина Кочани веќе втора година не се одржуваат отворените забавни фудбалски школи, на кои низ заедничко дружење околу 200 деца до 11 годишна возраст спортуваа и се дружеа меѓу себе. Крајот на школата беше означен со заеднички излет на Пониква како едно незаборовно дружење на децата со своите наставници. 10 случаи за прекрашување на правото на здравствена заштита во секундарното и терцијалното здравство кај ромското население, како и 70 поднесени представки за остварување на правото на еднократна или друга помош, се пријавени досега во Виница. Активноста е дел од проектот на невладината КХАМ за помош на социјално загрозени семејства во оваа општина. Здравствени аниматори помагаат на социјално загрозени семејства во Виница за остварување на нивните здравствени права во рамки на програмата за здравство и здравствени права интеграција на ромите, подржана од Фондацијата Отворено општество Македонија. 4 здравствени аниматори и 2 улеснувачи, обучени од невладината организација КХАМ со седиште во Делчево, се на терен и им помагаат на социјално загрозени семејства во општина Виница,
за остварување на нивните здравствени права во рамки на програмата за здравство и здравствени права. Проектот е веќе започнат. Здравствените аниматори завршија дел од обуките, а паралелно ги посетуваат домовите каде разговараат со семејствата на кои им е потребна одредена здравствена помош или се судриле со некои неправилности при добивањето на здравствена услуга. Истакна Зоран Биковски од невладината организација ХАМ и на координатор на програмата. Од досегашната работа во Виница, додава тој, пријавени се 10 случаи за прекрашување на правото на здравствена заштита во секундарното и терцијалното здравство кај ромското население, како и напишани и поднесени се 70 представки за остварување на правото на еднократна или друга помош. Со скрининг програмата за рано откривање на рак на дојка, 22% од ромското население жени учествувале во ПАП тестовите, или кај 250 жени е извршена контрола со ПАП тестови, истакнува Биковски. Ангажманот на здравствените аниматори и улеснувачите меѓу ромското население во Виница е до јуни 2018 година, кога и завршува со работа проектот. Викендов во Кочани се одржа третото излекување од наградната игра Купувај и добивај со Китго и Тера маркети. Извлечени се над 50 добитници на летувања, патувања, велосипеди, како и вредносни ваучери за пазарување во Китго и Тера маркетите. Во саботата се одржа третото извлекување од наградната игра на Китго и Тера маркети. Пред Тера маркетот спроти автобуската станица во Кочани беше приреден одличен настан со многу забава за сите посетители. Преку промоции, граѓаните ги анимираше водителот Жарко Димитровски, кој е заштитно лице на наградната игра. Беа доделени над 50 награди, вклучувајќи 8 летувања на Тасос, Халкидики и Крв, патување во Прага, Истанбул и Будимпешта, како и еден скутер, 3 велосипеди и 40 вредносни ваучери од по 2000 денари. Секојдневно не радува зголемениот број на учесници во наградната игра Купувај и добивај со Китго и Тера маркети во сите градови каде што се наоѓаат нашите продажни објекти. Воедно сакам да им се заблагодарам на сите учесници и наши верни и лојални потрошувачи. И сакам да им честитам на добитниците на наградите. На останатите учесници сакам да им препорачам да бидат дел од големото извлекување на наградната игра Купувај и добивај со Китго и Тера маркети на 1 октомври во Штип. Наградната игра продолжува и понатаму, а сите недобитни летоци директно се пласираат во главното извлекување на 1 октомври во Штип и ги се надпреваруваат за голем број вредни награди, како и за главната награда автомобил Opel Astra Sedan. Вечерва на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани концерт одржува гудачкиот квартет Viva Strings од Скопје. Истиот е дел од манифестацијата Топол културен бран 2016. Вечерва со почеток во 20 часот на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри концерт одржува гудачкиот квартет Viva Strings од Скопје. Viva Strings е класичен камерен состав од 2 виолини, виола и виолончело. Неговите членови Елена Талевска, Симон Поповски, Дубравка Зајкова и Дејан Теодосиевски се академски музичари, вработени и членови на оркестарот на Македонската филхармонија. На концертот во Кочани ќе бидат изведени популарни музички теми од Майкл Джексон, Мадона, Ерик Клептон, Аба, Елтон Џон, Стинг, Роби Вилијамс, Боб Марли и други. Аранжманите на композициите се специјално изработени за Viva Strings. Концертот е содржина од втората етапа на манифестацијата Топол културен бран во Кочани. Во рамките на оваа етапа од Топлиот културен бран, љубителите на класичната музика ќе можат да проследат уште еден камерен концерт. На 31 август, среда, во просториите на Основното музичко училиште Ристо Јуруков, со почеток во 19:30, ќе се одржи камерен концерт на Александра Коцева и Глигор Гелебешев од Скопје. Со овој концерт се планира да заврши и оваа втора етапа на манифестацијата Топол културен бран во Кочани. Содржините од манифестацијата финансиски се поддржани од Министерството за култура на Република Македонија и општина Кочани. Следува информацијата од спортот.
Со ревијален фудбалски надпревар беше одбележена 20 годишнината од освојувањето на младинскиот куп на Македонија од страна на младинците на Осогово. Тогашните играчи имаа спортска средба на стадионот Никола Мантов со сегашните своји колеги од клубот, кои им нанесоа пораз од 3:0. На стадионот Никола Мантов во Кочани се одигра ревијалниот фудбалски надпревар помеѓу актуелниот состав на екипата на Осогово и некогашните играчи од младинскиот состав, кои во 1996 година го освоија младинскиот куп на Македонија. Иницијативата на тренерот Благој Петров и на неколкумина играчи од екипата на Осогово да се одбележи 20 годишнината од големиот успех што го постигна клубот се реализираше на дело. На теренот истрчаа момчињата кои успешно завршија еден предизвик и оставија траен белег во фудбалската историја на клубот. Во 1996 година тие играа во финалето на купот и ги совладаа своите врсници од екипата на Саса од Македонска Каменица со резултат 2:0. Инаку, ревијалниот надпревар меѓу двете екипи на Кочанскиот третолигаш заврши со резултат 3:0 за актуелниот состав на Осогово, но тоа и не беше најважниот момент. Идејата да се одбележи значајниот јубилеј беше главниот мотив за надпреварот и таа се реализираше како што беше замислена. Инаку, во генерацијата 1996 која е освојувач на пехарот, настапија Алчинов, Иванов, Богатинов, Јанев, Данилов, Јорданов, Пеливанов, Митев, Шуманов, Крстев, Соколов, Манев, Костадинов, Илковски, Коцев и Наков. Тренер на екипата беше Благој Петров. Временската прогноза беше последната информација во ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.